Прва средба на премиерот и претседателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и лидерот на СДСМ Зоран Заев во насока на надминување на спорните одлуки на опозицијата и оставките на нејзините пратеници во собранието по парламентарните избори. Очекувам разговори со кои што СДСМ потоа ќе престане да и прави штета на Република Македонија и на сите граѓани во неа, посочи вчера премиерот Груевски. Во последната анкета на ИРИ, која покажува раст на рейтингот на ВМРО ДПМН со 34% и губењето на 2% на СДСМ и рейтинг од 10%, аналитичарите велат дека е вистинска слика на моменталната политичка состојба, односно дека се е одраз на негативната и деструктивна политика на опозицијата. Според нив, стратегијата на ВМРО ДПМН е да излезе со прецизна програма и да ја продолжи практиката на отчетност и транспарентност со технократски начин на работа, со постојана будност за потребите на граѓаните се покажа како полн погодок. Наспроти тоа, политиката на ИНЕТ на СДСМ не поминува. Сето ова се одразува и во анкетата на ИРИ, велат аналитичарите кои додаваат дека има дебакал и на најновите позиции на СДСМ за бојкот, според кои пресметките на нивното раководство наместо успех им носат назадување. Актерката Јелена Жугич нема да прифати пратенички мандат. Таа останува во театарот и ќе ја задржи досегашната функција, директорка во театарот Комедија. Жугич е следната на листата на ВМРО ДПМН, откако директорката на детската клиника во Скопје, Аспазија Софијанова, си поднесе оставка на пратеничката функција. Со договорот за набавка на дизел моторни гарнитури и електромоторни гарнитури за превоз на патници во Министерството за транспорт и врски се продолжи проектот за обнова на возниот парк на МЖ Транспорт АД Скопје. Предвидено е набавка на 16 современи гарнитури за патнички возови, од кои 4 дизел и 2 на електричен погон. Според најавите, новите 150 товарни вагони и 6 патнички композиции ќе променат комплетната слика за македонските железници. Швеѓаните повеќе ги вознемирува ширењето и порастот на расизмот отколку зголемувањето на имиграцијата во земјата, покажува анкетата во Шведска. Додека 78% од шведските граѓани чувствуваат немир поради ширењето на расистички тенденции и нетрпеливост спрема странците, 49% сметаат дека поголем проблем представува зголемувањето на бројот на доселеници и бегалци. Шведска веќе неколку години е на врвот на земите членки во Европската унија со најголем прилив на имигранти. Исламски екстремисти киднапирале над 90 лица од село во североисточен дел на Нигерија. Регионот е во вонредна состојба заради секојдневните напади од исламистичката група Боко Харам. Албанија очекува да добие кандидатски статус за членство во Европската унија од состанокот во Луксембург. Според најавите ќе се потврди согласноста за прифаќање на предлогот на Европската комисија за доделување кандидатски статус на Албанија. Велика Британија, Германија, Франција и Чешка беа против можноста Албанија да стане кандидат за членка, но промената на ставот ја предизвика акциите на полицијата за уништување на наркоцентрите во земјата, како и напорите за приближување на албанското кон европското законодавство. Сепак не се очекува Албанија да добие датум за почеток на преговорите за членство.